Јас само едно те кажам. Срамота и брука, нели се боревме за живот во Македонија. Со солзи во очите, Гордана Ѓоргиевска пред камерата на Алфа раскажува дека во време на корона кризата за семејството Ѓоргиевски COVID-19 е најмалиот проблем. За нив проблем е како да се мине денот без скршен денар и без струја, како да се нахранат и облечат 4 малолетни деца, кои за жал деновите ги минуваат во стара, скината и излитана гардероба, но сепак со детска и невина насмевка на нивните лица. Тука, во ова куќа зад мене, во скопското село Раштак, живее брачниот пар Ѓоргиевски со своите 4 малолетни деца. Тие веќе година и пол, иако невработени, се оставени на милост и немилост. Немаат земено никаква финансиска помош од државата, а од пред 3 месеци во 21 век се останати и без струја. Најголем проблем во овие моменти има 7-годишниот син на Ѓоргиевски, Давид, кој во време кога наставата не се одржува во училиштата, туку онлайн нема како да учи, заедно со сите своји другарчиња, бидејќи неговиот дом е останат без струја. Ја посетувал додека не работеше агрегатот, од некни го извадив моторот на агрегатот. Без струја не оставија 3 месеци како сме без струја, ни го земаа броилото. Од почетокот на 2019 година немаат земено ниту денар од државата, повеќе пати аплицирале, но секогаш биле одбивани. Не се постапува ниту по последната жалба која ја поднеле, а и она што требале го добијат овој месец, односно еднократна парична помош од 4500 денари, не ја добиле. Парите им биле одземени од извршител, иако владата кажа дека извршителите во периодот на корона кризата нема да смеат да земаат пари од граѓаните. Повеќе од 3 месеци немаме никаков одговор по фиоки некаде стоат нашите жалби. Значи, тоа е срамота што се прави на сопствениот народ од сопствената држава. Она што посебно го боли брачниот пар Ѓоргиевски е што од партијата СДСМ, во која се членови повеќе од 20 години, не добиле никаква помош, иако тоа им било ветувано. Пред камерата на Алфа решија да ги скинат партиските книшки. Не заслужуваат да сме веќе нивни членови. И затоа сега ќе ја скинам книшката, нема повеќе да бидеме ваши членови, затоа што не оставите на милост и немилост. Четири малолетни деца да трпат и страдат. Нема потреба да сме ваши членови. Семејството Ѓоргиевски велат дека во овие тешки мигови за нив единствена помош доаѓа од донациите на невладината Подај рака за спас ЕИР и Мери Николова Буџаку, покрај донациите во храна, од таму се обезбедиле и средства за реновирање на дел од нивниот дом, како би можеле колку толку да им се нормализираат условите за живот.